годишнина од самопочистувањето, од чудото, докато го прифатиле сите ние, поредом и подосна, невидливиот Божи прст ни укажа, имаше дилеми дали ова чудо и зошто е, и што е пораката. Пораката од сите оние што разговаравме, општевме во ова отекот на оваа година е најверојатно Господ Бог со својата невидлива, а семочна рака да ни ја пробуди верата, да ни ја закрепи и укрепи верата во овие бурни времења во кои свети великомученик Димитрий и неговиот храм овдека нама за 7 векови обстојува како беден, како стожер и тврдина на верата и православието. И во овие бурни времења да ни покаже дека ние сме сами, дека и свети Димитрија, и Спасителот наш Господ Исус Христос и сите свети се со нас. Храмот, како и сега, во минатото преживал многу искушенија, многу потресенија и останува да биде стожер, како што реков, на верата. Се справува со многу несреќи, со многу катастрофи, војни, политички и секакви турбуленции. Го набавила би онaj злогласниот палеж, пожар на злогласниот Николомини. Па еве и во овие времења, покрај сите напори, сака да ни покаже Господ дека не сме сами и дека обстојуваме. Се додека свети великомученик Димитрија е наш застапник пред престолот Божи, пред Христа Спасителот и пред Бога Отца, ние имаме задача да му се молиме, а тој пак со неговата света волја да не закривува и заштитува, да не помага. Дека е за многу години. Амин. Дека нашите заеднички молитви допрат душите на сите свети, а пред се на Господ. Дека е за многу години. Па еве, јас верувам искрено дека и Бог Отец, и Синот Негов Божи, и Светиот Дух, и свети великомученик Димитрий со сите свети ќе бидат среќни ако овој храм биде секогаш полн, ако нема место каде да застанат верниците. Оти тоа е суштината на црквата, верниците, а тоа сте вие. Нека е за многу години. Со здраве.